Здраво на сите и добре дојдовте во уште една епизода од серијалот Разговори со наши театарски уметници и професори на тема театарот во време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Теа Беговска, режисерка во Драмски театар Скопје. Теа, добре дојде. Здраво, Џаџе. Најмалку што очекував е дека некогаш би се случувале вакви разговори, а да сме во иста држава. Ама јас ке се чувствувам како од Истанбул да ми се јавуваш. Фала ти многу на поканата и оваа иницијатива што ја правиш сметам дека е многу важна, дека сите ние имаме многу што да кажеме и можеби ни фали тоа да зборуваме. Не сме зборувале со месеци. Така. Да. И затоа и ти оставам приликата да ни кажеш што значи да се биде режисер во ова време, во време на пандемија, како го доживеа затворањето на театрите и како ти мина првите полициски часови? Ова е стандард прашање што го поставувам на сите мои соговорници. Мислам дека нашата професија режисер или актер или било каков тип на уметник не е ништо шокантно од тоа што се случува. Ова е многу осамена професија во суштина, многу индивидуална, кога сакаш да си сам со себе дома, да размислуваш, да креираш, така што од тој аспект мислам дека не е толку шокантно што сме дома па имаме време да размислуваме. За мене на почетокот беше многу тешко да го прифатам, затоа што претходно бев во еден турбо процес, цело време работев, секојдневни обврски, растрчан си на сите страни и одеднаш имаш премногу време за себе да седиш дома. Ке те излажам ако ти кажам дека веднаш нешто почнав да работам, дека ме фати паника, дека нема да работам ништо. Напротив, ја прифатив ситуацијата и буквално во тие први недели се посветив сама на себе да размислам. Да размислам што правам, дали е здраво ова што го правам, па толку цело време да се трча наваму натаму и сите тие стресови и луѓе. Едноставно го прифатив како предизвик сама за себе да сватам што можам за себе да направам. Во однос на театрите и затворањето, мислам тоа е на глобално ниво, тоа беше очекувано, затоа што нашата професија е јавна професија, посебно актерите на сцена, сосема очекувано, меѓутоа јас искрено да ти кажам, не го гледам ова како леле што се случи да го спасиме театарот. Значи, театарот никогаш нема да биде мртов. Театарот се случува секогаш и ова е една ситуација која што е таква каква што е и треба да се прифати. Јас сум сигурна дека доколку би се смислило начин, еве сега кај нас да се отворат театрите, сите ние ќе имаме идеи како да продолжиме да работиме. Не го сваќам како трагично толку многу затоа што еве да речеме за време на војната во Сараево имаше и филмски фестивал, имаше и мес фестивал. И сигурно има еден куп примери кога за време на војна се случувал и театар, се случувал и филм. Ова е сега малку специфична ситуација каде што не смееме да се допираме едни со други, но сум сигурна дека може да се најде начин и протокол како тоа ние можеме да функционираме. Ако не се лажам, ти беше држиш и часови, онлайн часови држеше за театар. Да. Дали може да ми откриеш малку повеќе за тоа, за таа школа и за тоа како се одвива онлайн часовите, но она што најмногу ме интересира и што сакам да го дознам е како изгледаше процесот на трансформација на приватниот простор во работен простор. Односно, што значи да се работи од дома кога си уметник? Да, свесна сум дека многу често создаваме и најголемите дела се создаваат дома, меѓутоа кога станува збор за актерската игра, како да се одвои приватното од работното, професионалното?
Јас во меѓувреме, да, имав онлайн часови и во школата кај Џонев за курсот што го водам таму за филмски актер и со нашата школа сцена, која што е за театар со децата. Воопшто немавме план да почнеме било какви онлайн часови, меѓутоа светивме дека едноставно за младите е тоа многу битно, за децата е многу битно, од кај се по цели денови дома, немаат никаква не се социјализираат секојдневно, па уште да им ја скратиш креативноста, некако мислевме дека со тоа барем ќе ги одржиме некако будни. Сега во однос на часовите кај Џолев за филмски актер, мислам, види, ние работевме колку што можевме. Го читавме сценариото, анализиравме ликови и така натаму, меѓутоа во еден момент тоа станува веќе бесмислено, сваќаш дека измислуваш работи само за да, нели, да се одржува будноста. Стигнавме до момент каде што веќе треба да го снимаме филмот и свативме дека овие онлайн часови веќе немаат поента. И во тој момент сваќаш дека нашата работа не е онлайн. Колку и да се, мислам, колку и еве да се трудиме да направиме нешто, во еден момент тоа мора да прекине. Нашата работа едноставно не е онлайн. Така што филмот го оставивме на стендбај, нема да го снимаме сега, затоа што и самото сценарио, целиот филм се случува во кола. Ние сега не можеме четворица да седиме во кола, мислам, ни подразно. Така што од тој аспект, значи, тоа го прекинавме. Што се однесува до сцена, до студиото, со децата, значи, сработивме онлайн видеа и се потрудивме некако во тие видеа да го избегнеме она што значи театар, сцена, да им дадеме на децата малку еден друг предизвик да бидат присутни пред камера. Едноставно и така си го свативме тоа ние. Во однос на тоа што најмногу те интересира, приватно, професионално, просторот, џаџе, јас, да ти кажам, си го гледам и сега просторот тука, јас не знам дали можам да ги издвојам тие две работи. Мислам дека мојот приватен простор е секогаш работен и обратно. Да, не мораш, не знам, да се облечеш кој знае како, можеш да бидеш и во пиџами, но не мислам дека тоа за мене представуваше некој голем проблем на почетокот. Го прифатив како нешто интересно, како предизвик, и сега веќе ми стана досадно, стана бесмислено. Ми фали да се гледаме очи во очи, знаеш, нашата работа... Баш и тоа ме интересира, што недостига во онлайн комуникацијата на уметниците, има своји предности, има своји недостатоци, во споредба со работа на текст, работа на актер, режисер, односот или професор, во твојот случај професор со студент, тој физички контакт недостига, што друго недостига, што е предноста во таа комуникација? Предноста, мислам дека е токму тоа, не дека сега ние не се гледаме во очи, меѓутоа кога сме еден до друг се слушаме како дишеме. Прво и основно, си ја примаме енергијата, нешто што е многу битно за нашата работа, нели? Да го прифатат мојот жар и мојата страст со која што им објаснувам и им зборувам нешто, истото да го прифатам од актерот. Мислам, театарот е жива материја, затоа не сакам и нема да прифатам онлайн театар. Мислам, тој термин за мене не постои, воопшто. Затоа ќе кажам дека еве моментално работам подолго време на еден интернационален проект со актери од различни држави. Малку подолго време го работам ради ситуацијата и ради обврските кои што ги имаат сите. Гледајќи ги нив моментално и комуницирајќи со нив, гледам дека сите некако почнаа да работат. На некаков начин. Едноставно работат. Еве сега, баш пред да се вклучам со тебе, видов дека на 8 јули во Сараевски ратни театар Томи Јанежич има премиера.
Јас не знам под какви околности и како тоа они работеле, но знам дека за 2 дена имаат премиера. Така што еве моите колеги во Франција што се случам со нив, во Италија, во Турција, конкретно сигурно и ти имаш повеќе контакти, јас конкретно со една актерка од Измир комуницирам. Значи сите тие веќе почнаа некако да работат. Јас сега со тоа имам проблем во моментов, што ние се уште немаме начин за тоа како ќе функционираме. И дали воопшто ќе функционираме. Значи мора да се најде начин, според мен. Така што ете, тоа е тоа од прилика. Кој е твоето мислење за онлайн прикажување на веќе одиграни представи? Свесни сме дека кога настана полицискиот час, кога започна целата оваа ситуација, театарот, театарската уметност и посетата на театар како институција представуваше закана за здравјето на луѓето и се уште е. И затоа и се затворија сите театарски институции и она што прво се случи како обид за враќање на контактот со публиката беа онлайн прикажување на веќе одиграни представи во живо. Како ги доживеа кога прв пат, дали гледаше такви представи, дали воопшто следеше и кога се почна да се прикажуваат и представи во другите земји, некој представи што можеби не си имала шанса никогаш да ги погледнеш, што отидеш во друга земја, како го доживеа тоа како публика пред сега, потоа и како режисер? Види, пред да ти одговорам на прашањето, ќе ти кажам дека јас сум против да се гледа представа на телевизија, затоа што театарот е жива материја, меѓутоа во оваа ситуација јас имав шанса да го изгледам цела репертоарна Шаубине, например. Значи имаше некои представи кои што многу сакав да ги гледам, никогаш не сум имала можност да ги гледам и го прифатив предизвикот, окей, ќе гледам онлайн представа. За мене беше тоа супер што ние имавме пристап до некои работи кои што за жал претходно не сме можеле никогаш да имаме пристап. Нели? Инаку сметам дека некако и публиката ја крена со тоа онлайн прикажување на различни културни настани, не само театарски представи, различни концерти и така натаму. Мислам дека тоа е и повеќе од важно. Знаеш, не е ситуацијава да предизвикаат кај нас social distance, социјална, да бидеме на дистанца. Така, физичката дистанца е во моментов битна, нели? Да. Меѓутоа не смееме да се десоциализираме, како да кажам. Меѓутоа, ете, џаџи и тоа онлайн прикажување на представи, до кога може да трае? Колку долго време може да трае? Знаеш? Јас мислам дека сега, па моментално, сега мислам дека веќе и нема, барем гледам дека нашите театри прекинаа со онлайн прикажување на представи. Меѓутоа, еве сега ќе ти кажам еден пример, МТВ, нели, на времето се сеќаваш, ние бевме помали, секогаш имаше театарски представи. Јас пораснав со првите представи на Драмски театар, на МНТ, значи сите ги даваа на телевизија и тоа за нас беше доживљај, ќе гледаме театарска представа на телевизија. Наша ТВ ден денес дава значи представи и со пандемија и без пандемија. Сметам дека во иднина театрите треба да прават високо квалитетни снимки на представите и секако да ги пуштаат. Затоа што не знам, тој од Кавадарци, од Кичево, од Гевгелија, можеби нема можност да дојде во Скопје или во било кој друг град каде што има театар. Така може да ја гледа представата на телевизија. Значи, под услов представите да се снимаат високо, значи со висок квалитет и да се пуштаат ете на некој од телевизиите, например, ете тоа е добар начин. Како ги доживеа представите кои што се создадоа во овој период и поради условите кои што ги наметнува оваа нова создадена ситуација, тие се
всушност беа создадени за интернет. Еве ќе ги земам за пример интернет перформансот Тојта од Велишкиот театар или проектот виртуелната представа Илузии во режија на Нила Виктошевиќ, со оглед на тоа дека тие се единствените од тој тип реализирани во нашата земја, но имаше и многу други такви обиди во надвор од нашата земја во светот. Дали успеа да погледнеш некој од тој тип на проекти? Авторите сами ги нарекуваат театарски проекти, и како ти ги доживеа како публика и како режисер? Мислам дека она што го направи на почетокот Велешки театар е прво за поздрав, затоа што решија цел ансамбл, седна сами со себе најверојатно, решија да правиме нешто. Значи, да не седиме дома, што можеме да направиме, и гледам дека тие се ангажирале буквално сите, значи од драматург до режисерите си ги ангажирале кои што им се вработени, цел ансамбл актерски, и решиле да направат нешто, да ни прикажат нешто. Тоа е за поздрав, тоа е за почит на цел еден ансамбл кој што решил да направи нешто. И тоа е супер до еден момент за публика. Јас тоа нема да го наречам театар и за мене тоа никогаш нема да биде театар. Истото ќе го кажам и за Илузии. Значи, ја поздравувам иницијативата, значи ја, како се вика, супер е, навистина, и е за огромна почит. Меѓутоа, не мислам дека театарот треба да се движи во тој правец. Односно, не треба тоа да се нарекува театар. Можеме да правиме такви работи и сите, нели, можеме да создаваме во најразлични форми, најразлични видеа, некакви перформанси и така натаму, меѓутоа никако не смееме тоа да го наречеме театар. Тоа не е театар. Мислам, дајте да не му ја одземаме убавината на театарот, на зборот театар, нели? Еве, например, во моментов, она што можам да ти го кажам е дека јас цело време сум со дилеми во мојата глава како и на кој начин ќе продолжам да функционирам. Токму тоа е и моето следно прашање, доколку оваа ситуација продолжи, еве, хипотетички се надевам дека нема да се случи тоа, но доколку оваа ситуација продолжи, доколку навистина представува закана за отварањето на театрите, како ти се гледаш како режисер? Кои се твоите планови? Која е твојата замисла? Како да се развива театарската уметност? Во која насока треба да се развива? Кој е форматот, кој е... Види, Џаџе, јас самата, мислам, не се плашам од тоа дали ќе имам идеја, дали ќе работам. Јас повеќе се плашам од тоа каде живеам, искрено. Не знам што да очекувам, бидејќи, еве, ќе ти повторам, работејќи во овој проект со различни актери од различни држави, тоа ќе биде еден видеопроект, кој што треба наскоро да излезе, гледајќи ги нив, дека почнаа да работат под некакви услови. Јас воопшто немам намера да размислувам на тоа дека театрите никогаш нема да се отворат. Не, пак ќе ти речам, не се плашам од тоа дека ние нема да имаме идеи, дека нема да знаеме што да правиме, повеќе се плашам од тоа дека тотално културата моментално, значи, нема никаков план за тоа како би функционирала. Поздрав, еве, за Скопско лето, кој што на некаков начин ќе се случи, нели? Ќе се случи и Охридско лето, можеби понатаму и некои други настани. Меѓутоа, треба сериозно да се размислува како ќе функционира. Не знам дали ќе се прават монодрами, дали дуодрами, дали само со тројца актери. Значи, има милион работи кои што можат да се прават, Џаџе. Затоа театарот е убав, затоа што во театар се може да се случи.
И она што не може да се случи, ќе се случи. Така што ете, не се плашам од тоа. Малку сум, знаеш, ние работиме сега некакво продолжување на актер човек. И баш со актерите разговаравме и ми викаат, теа немој да ја исклучуваш и она онлайн верзија. Викам, дечки, јас не можам да се соочам со таа онлайн верзија. Не знам како ќе ја играме представата. На планина, за двајца. Ама, ја, лично не можам да се соочам со моментот дека театар треба да се случи онлайн. Едноставно ми е како сквернавање на театарот, на сцената. Не знам, надвор нека се случува, како што реков, монодрами, дуодрами, појма немам, сигурно еден куп работи можат да ни текнат, нели? И од тука се раѓа прашањето во овие услови, во сршта на оваа пандемија во која што се наоѓаме, кое е значењето, улогата, местото на театарот? Како што рече, полека се испоотворија сите други институции, театарот останува затворен без никакви протоколи за понатамошна работа. Кој е местото на театарот во овое општество? Која е неговата улога? Кој го дава значењето? Дали треба да чекаме како уметници некој друг да го даде тоа значење? Или ние како уметници треба да си го дадеме значењето? Што треба да се случува сега со театарот? Се разбира дека значењето и сами треба да си го дадеме. Самото значење кое што сме си го дале се потврдува со тие онлайн перформанси кои што се случија кај нас. Самите тие нели си го потврдија значењето сами на себе па и на нас. Значи треба прво да тргнеме ние сите како разни артисти од различни нели области, ние да си потврдиме прво сами на себе зошто го правам ова и како треба да го правам, да си признаеме сами пред себе, да не се удираме во гради дека кој знае што правиме, дека ќе го спасиме театарот. Од што ќе го спасиме театарот? Театарот е спасен, постои, како што кажав, се случувал секогаш и секаде. Просто само дајте ни да работиме, нели? Факт е, мислам дека 100 пати во овој разговор го спомнав тоа, факт е дека другите театри работат. Па дајте да земеме пример од нив, да прашаме какви протоколи имаат, нели? Во однос на тоа, каде го ставам театарот моментално во нашето општество, кое е неговото значење, за жал, џаџе, мислам дека се повеќе го губи своето значење. Не за нас, за тие што се бавиме со театарот. За тие што не перцепираат, тие што не гледаат. Мислам дека посебно еве со оваа пандемија луѓето се толку уморни. И наместо на прво место да биде таа социјализација и културно издигнување на било каков начин, ние не знам со што се бавиме, со некои ситни работи, не знам. Мислам дека ќе се заглавам во овој одговор, бидејќи јас самата не знам каде оди целото ово. А како, еве, можеме да земеме примери од минатото, па како би се справиле големите уметници од минатото, кои што можеби те инспирирале, мотивирале? Еве сега ќе им се јавам, ги имам тука на телефонскиот именик. Како би Не се знам справиле како да еден влеземе во Гротовски, еден Мирхојд, еден Чехов, еден Види, Станиславски? ситуацијата е многу Чехов моментално, седиме дома и не правиме ништо. Нели, сакаме да одиме за Москва, а не можеме. Кога би можеле да влеземе во главата на еден пискатор, на еден Брехт, тогаш би биле генијалци, нели?
Тие што би направиле според тебе во овие услови со оваа технологија, како тие би се справиле со оваа ситуација и со овие услови? Бидејќи сведоци сме како тие се справувале во своите услови, да се разбереме, тоа се уметници кои што минувале низ големи кризи, општествени, дали било војна, дали било чумата, дали, значи, многу слични ситуации, но ги немале овие технолошки можности или за некои пречки кои што ги имаме денес. Како тие со овие услови, со овој интернет, со овие социјални мрежи, со оваа конекција со целиот свет, би се справиле, што тие би твореле, како би твореле, кои би биле нивните форми, вака чисто ме интересира твоето размислување. Мислам дека Чехов нема да стигне да напише се што мисли. Секој ден на платформите ќе ни се појавуваат по 5 нови драми и нема да стигне. Просто човекот ќе полуди од инспирација и од пишување, а со самото тоа ќе ни инспирира и нас да работиме. Не знам, мислам дека целата таа убава интелектуална екипа, кога би се собрала на едно место, мислам дека би излегла надвор. Не знам, ќе измисли нешто што би се случило надвор. Или не знам, сега ми дојдоа слики од оние експериментални филмови на Дали, кратки негови видеа и филмови, па и на Годар, и на Бунюел. Некако мислам дека не би се бавеле со театар вака онлайн, дека би правеле нешто што ќе наликува на видео, на филм. А во однос на театарот, мислам дека баш онака групно како екипа би излегле надвор и би правеле нешто надвор. Би глумеле самите тие, не знам. Би се качиле на некој, не знам, би се станале на некој плоштад и би рецитирале песни секој ден. Така би се случило од театар. Индивидуално. Појма нема. Би застанал, еве, не знам, некој од нив би застанал некаде и би рецитирал секој ден песни. 24/7. Интересна идеја. Ова е на некој начин и моето последно прашање за овој разговор, но на крајот секогаш оставам простор доколку моите прашања не ги опфатија сите твои размисли. Слободно додади се што сакаш за да се чувствуваш искажана во ова време за оваа ситуација и доколку се чувствуваш искажана, слободно можеби ќе имаш желбата да испратиш една порака до постпандемскиот режисер. Види, ние никогаш мислам дека човекот, а камоли па уметникот, никогаш не се чувствува доискажан. Тоа е како виц. Џаџе, мислам дека не треба да креваме джева околу тоа дека готово театарот умре, што ќе правиме, како ќе го спасиме. Не, малку да се насочиме кон една креативност. Денес човекот и целата технологија која што е измислена од самиот човек е отиде на многу напред, меѓутоа духовно човекот е отиде многу назад. Никаде не е. И тоа е еден голем абсурд како истиот тој човечки ум кој што е духовно никаде смислува разноразни откритија, нови и технологии за работа, а духовно да биде толку многу празно. Мислам дека треба да се посветиме на тоа, малку да поработиме самите на себе си. Целото ова што му се случува на човештвото е многу злобно од една страна, многу злобно, многу злоба има во целото ова. Од друга страна е многу освестувачки за сите нас. Да го прифатиме како едно освестување. И духовно да бидеме
свесни. Еден период на растење. Духовно. Еден период на растење, ето така може да го наречем. Благодарам многу Теа што се согласи да ги споделиш своите размисли за театарот во време на пандемија. И се надевам ќе се навратиме на овој период со насмевки на лицето и како сме го пребродиле и како успешно сме испливале од оваа поплава. Сигурна сум, Џаџе, уште еднаш фала ти многу. Човекот е едно најлошо, најгадно суштество што постои во универзумот, ќе кажам, не на планетата Земја, бидејќи можеби има луѓе и на друго место, не знаем. Се надевам дека со сите овие дискусии ќе го постигнеш тоа што сакаш да го постигнеш и дека сите ние сами на себе ќе си отвориме некои нови визии и ќе си дадеме мотив и волја, што е многу битно сега да го имаме. Тоа е мојата цел и баш се надевам ако се реализира. Фала ти многу. Фала и тебе.